треба да отидеме длабоко внатре за да го откриеме духовниот живот, но без да го негираме материјалниот живот. Однатре треба да дојдеме надвор. Не можеме да отидеме внатре додека се држиме за вредностите на надворешниот живот. Ни треба внатрешниот живот, а во внатрешниот живот треба да се најде бесконечна радост, мир и блаженство. Од внатрешниот живот ги носиме во преден план нашите внатрешни божествени особини. Материјалниот живот тогаш лесно може да се прилагоди. Материјалниот живот всушност има свое вистинско значење само кога е поддржан од внатрешниот живот. Во овој момент, она што всушност се случува е што се обидуваме да го одвоиме материјалниот живот од духовниот живот. Всушност не постои такво нешто како подалба. Туку за жал, луѓето мислат дека или треба да го прифатиме материјалниот живот и да се пропелкаме во неговите задоволства, или треба да бидеме комплетно аскет, дека не може да постои компромис. Тоа не е вистина. Треба да го прифатиме материјалниот живот за манифестација на нашите божествени внатрешни особини. Преку материјалниот живот треба да ја исполниме пораката на нашиот внатрешен живот. Ова извадок од книгата Мудроста на Шри Чинмој, од Шри Чинмој. Книгата е достапна на нашата веб страница meditacija.mk, како и на книги.mk, каде што може да се погледне и краток извадок од истата, а може да се нарачи преку нашиот Facebook профил и Instagram профил Медитација.